Пак идам у карантина, па нормално, колективна свест. Нешто што го немаме, а треба итно да го стекнеме. Или воспротивно ќе си седиме со корона уште со години. Пандемијата од коронавирусот во суштина ни покажа колку е важно секој член од едно општество да биде свесен и одговорен за своите постапки. Значи, дури може и 90% од луѓето да почитуваат мерки и да се штитат себе си, да ги штитат другите околу себе, меѓутоа 10% да не почитуваат, сите 100% ќе страдаат заради тие 10%. Исто како што страдаат сега сите пејачи, сите диџеи, сите собственици на ресторани, само заради одреден мал број на угостителски објекти кои што не ги почитуваа овие мерки. Повторно имаме нови мерки кои што се посериозни мерки, затоа што очигледно лабавите мерки нас назначат дека нема мерки. И после владата била крива, министерот бил крив, не знам што. Значи владата кажа, дечки, отвараме ресторани, отвараме кафичи, ама пазете се. Почитувајте мерки, стојте на растојание. Не бе, кај нас се отвори нешто и одма, опа иха! Одма концерти, забави, настапи, сите се гушкаат, пијани, лабаво им е, се забавлjaат. Нема кај нас бе корона, братче. И нормално дека заради тој одреден мал процент на луѓе кои што биле по забави или организирале забави или правеле концерти, што и да е, сега ќе страда цела музичка фела. Исто како што заради мал одреден процент на луѓе во државата ќе страда цела држава. И после давале отказ здравствените работници. Па нормално. И јас да сум докторка, кога ќе видам дека им е поважно на луѓето да се журкаат, отколку да биде здрав народот, нормално и јас ќе сакам да си дадам отказ. Ќе речам, ајде све. Значи, на докторите им е лесно што работат по цел ден, што работат комплетно маскирани со маски, со скафандери, со визири, со се. Ама нас ни е многу тешко да носиме маска кога ќе одиме у продавница. За нас тоа паѓање у несвесе. Многу ме интересира каков е тој аргумент дека маската предизвикувала, не знам, пониско ниво на кислород и се паѓало у несвес за тоа што носиш маска, кога еден хирург може да прави 12 сати операција во операциона сала со истата таа маска и да има концентрација и да може да ја изврши хируршката операција со маската на себе. Значи, на медицинските лица им е супер, обожаваат да работат по 12 сати на ден и да се ставаат во ризик и самите себе си и нивните семејства, ама битно нас журката да не ни страда. Значи, битно ние не можеме да поминеме неколку месеци од животот без да се журкаме. Тоа е најважно, бе, братче. Исто така знаете дека секоја држава има одреден број на капацитет на кревети во болниците. Има одреден број на пациенти кои што можат да се лечат во болниците. Тоа е така во секоја држава, не е само кај нас. Ќе се пополнат капацитетите и после што правиме. Мене ми е многу јасно дека на сите ни е преку глава и од мерки, и од коронавирус, и од све. На никого не му одговара оваа ситуација. На никого не му е супер во моментов. Меѓутоа, тоа е уште една дополнителна голема причина зошто треба да се почитуваат тие мерки какви такви да се, кои што моментално ни се единствена заштита од вирусот. Немаме друга заштита, немаме лек, немаме вакцина. Она кое што не заштитува од вирусот се тие мерки. Колку толку секоја влада во светот се обидува да го заштити својот народ со какви мерки и да треба во моментот.
И да, јас лично мислам дека оние кои што не ги почитуваат зададените мерки, треба да бидат и соодветно казнати. Дечки, ситуацијата не е сјајна. На сите ни е јасно. И она кое што треба да ни биде приоритет во моментов на сите е како заедно, како општество, побрзо да излеземе од оваа ситуација.